Добар ден, почитувани, нека ни е срекна новата 2023 година со очекување дека ќе биде подобра барем и од 2020 и од 2021 и зошто не од 2022 или можеби со сите 3 години да биде подобра оваа новата 2023 година. Всушност такав ќе биде и нашата денешна тема. Каде бевте и како поминавте за најлудата ноќ, ве прашуваме. Следно што сакаме да знаеме или сакаме да искомуницираме во ова издание на Црвена линија. Инаку само да ви кажам, Тина е тука, дел е од Телма, но е на заслужен одмор. Значи овие 3 години ќе се дружиме, 3 дена ќе се дружиме заедно со мене и ќе можеме да зборуваме на одредени теми. Реков да биде овој пат некоја тема која што нели нема да биде многу врзана со политиката и ако може денеска да ја заобиколиме, но ваше изборот сепак за што ќе зборувате. Каде бевте и како поминавте во најлудата ноќ? Тоа е првото прашање. Второто е што очекувате во новата година и што сакате да заборавите од старата 2022 година. Што би им порачале на политичарите? Има едно вакво подпрашање. Јас реков молам ако може без политичари, ама ваше изборот. И секако е тука анкетата која што заедно секако вие преку социјалните медиуми ќе може да ни одговарате. Еве анкетата, значи добивте ли подарок за нова година? Ете, тоа е анкетата, може да одговарате на социјалните медиуми и секако може да ни се јавите на добро познатите броеви на телевизија Телма 02 30 70 005. Во очекување на оној првиот кој што ќе го отвори ова денешно 3 јануарско издание на Црвена линија, да кажам дека веројатно со секој што ќе се видите овие денови си посакувате срекна нова 2023 година, иако луѓето знаат да кажат надвор е многу тмурно, надвор има магла, надвор е загадано, но ајде со желби за подобра 2023 година да си посакаме дека многу побрзо ќе завршат сите овие проблеми кои што ги имаме некако надвиснати над нас и дека ќе можеме многу повеќе да се радуваме во оваа 2023 година. Се радувам затоа што веќе имаме некого на нашите добро познати телефони. Добар ден, кому и нека ни е срекна новата 2023. Ало. Добар ден. Ало, во Црвена линија? Да, во Црвена линија сте, повелете. Прво сакам да му честитам на сите граѓани на Република Северна Македонија нова година. Ова година ќе ни биде многу беричетна. Ве слушаме. Граѓаните ќе бидат 20% побогати, затоа што имам пример, можам да кажам. Ама нема да ми случувате, малце ќе подржите. Пример земјоделците. Имаме добро посејани површини кои ќе дадат високи приноси, со тоа ќе имаме ниската индустрија да работи и ќе му падне цената на брашното. Ќе може да граѓаните да го користат. Друго, особено со пченката. Имаме површини уште не знаат дека си имам пченка за истрена на добитоку. Имаме повеќе месово во нашата индустрија, со тоа ќе паја и цената на месото. Многу важна напомена за тутунарите. Оваа година извршиме најбрз откуп на тутун, само за месец дена тутунарите зеда огромни пари, него зеда убави пари. Тутунот се пада след прва гласа. Година ќе имаме дупло повеќе тутун. Со тоа граѓаните има повеќе пари, освен тутунарите. Така се подобрува стандардот на граѓаните. Што имаме производство, нормално цената се слегува долу. Ќе се покачат пензии, ќе се покачат плати. Тоа е во прилог на секој еден граѓанин на нашата држава. Ви благодарам што бевте првиот оној кој што ја отвори Црвена линија во новата 2023 година, а веќе добивам сигнал дека го имаме и вториот гледач на нашите телефони, оној кој што ќе може да ни каже како тој си помина, каде тој помина за ја помина она или ја испративме старата 2022 година и што е она што треба да заборавиме од 2022-та, што би им порачале на политичарите, секако она прашање од анкетата може да ни го одговорите и вака јавно. Дали добивте подарок за нова година? Ајде да го слушнеме и следниот гледач на 30 70 005. Добар ден.
Добар ден, добро вечер, како сакате? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Вие честитам новата година и вас и на Телма за што поголеми успеси во работата, затоа што Телма телевизија е една од така посакуваните телевизии кои излегува со многу реални и ревностни вести кои ги слушаме постојано. Иначе во новата година ние како граѓани очекуваме да се подобри од 2022 година, да порасти она што е за растење, производството, индустријата, стопанството, да се намалат цените онака како што е договорено од страна на владата на Република Северна Македонија и да му пожелам на оние противници кои се во Република Северна Македонија за влегување во Европската заедница и да се малце зачудат што прават во оваа држава. Дали е оваа држава нивна или не е оваа држава нивна? Дали си е сака државата или си е неќа државата? Сите ние се стремиме да одиме во Европска заедница, затоа што таму ни е местото, не е местото во Азија, Африка или било каде во други континенти. Ние сме најстара држава на Балканот и најстара држава во Европа и затоа му посакувам на сите функционери кои ќе работат на тоа поле да имаат голем резултат и успех во нивната работа. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето. Се надевам дека имаме уште некого на нашата црвена линија. Секако, нели, секогаш зборуваме за тоа дека ова е ваше време или ваш простор за вие да ги кажете своите ставови. Јас би сакала, ако може, одговор на прашањето каде вие бевте или каде пречекавте вие 2023 година, но ваш изборот секако за она што ќе биде муабетот во оние 90 секунди предвидени само за вас. Добро вечер или добар ден, како сакате за оној кој што ни е следен на линија и секако среќна нова 2023. Добар ден. Добар ден. Не знам дали се... Добар ден, поздрав многу. Поздрав големи до вас. Па да ви честитам новата година. Среќна. 2023 и да ви пожелам многу успех во работата. Бехте прекрасни за нова година. Хубава музика имахте, се беше ново. И сега, да контентираме, јас би рекол, да биде по-меркентна, плодна, родна, да имаме повише жито, да имаме повеќе за јадење, повише пари, да се освети овој народ, да биде среќен и убав. И што да кажем друго нема. Да се каже да има војна. Оставите таа војна да бе. Војна да оставите. Оставите со војна не се живее. Ја Украина. Војна е дел. Ти што направи? Тоа е да пожелам на сите граѓани добар успех и добра среќа ново година. Ви благодарам за јавувањето. Да, желбите се, нели, може да редиме и веројатно се малце 90 секунди за она што сите заедно си го посакуваме. Утрово гледав интересна можност за тоа дека нели требало ние нашите желби или цели да ги напишеме некаде на лист хартија, па можеби тоа е следното што може да си го направиме. Значи не само желби и посакувања, туку и цели во новата 2023 година и кога ќе сме ги запишале, било полесно стапувањето или полесно исполнувањето или одењето до целта. Првиот начин бил тој да ги запишеме желбите и нашите цели за оваа 2023 година. Велам добар ден кому кој ни се јавува и кој ни е дел од црвена линија овој пат. Добар ден, дали се ја на линија? Добар ден, вие сте на црвена линија, повелете. Оваа година ќе биде уште по-голема криза од ланската година, за тоа што еве уште не почната годината, се најавува некоја казна од некоја италијанска фирма за клинички што не бил почнал да заработи 20 милиона евра. Грчка фирма не казна 20 милиони, сега вие 20 милиони и само со оваа неспособна влада народот страда и пате и само плаќа оштети и само милиончиња не казнуваат, ама тоа народот го казнуваат, не владата тие договори ги раскинува, ги прекинува, ама народот страда. На кој ни зима? Нас ни зима. Не му зима на премиерот, на председателот
они си зимат редовно плата, си шетат, си ядат, си пият во хотели, во странство си одат, си се шетат. Ние, обичниот народ, страдаме и уште поголема криза че има за нас. Така да, вие во оваа година треба да има избори и јок да се сторат вие од СДС бугарска фашистичка банда, да ги нема вичи. На Бранко Црвенковски деца не страдат. На овој Знаете, веќе дека без зимиња и презимиња, без навреди, ако може, уште еднаш да замолиме, заради тоа што и Телма телевизија и воопшто медиумскиот простор кој што овој пат ви го овозможуваме вам, драги гледачи, е без навреди. Ако може и така да ја започнеме оваа 2023 година. Никако како да се слушаме, ама не се дослушуваме. Јас не слушнав никој од вас да ми каже како тој ја дочека новата 2023 година, каде бевте, што имавте на трпеза. Може би така да помоабитиме. Може би не треба овој пат да зборуваме во црвена линија за сето она што го направиле или не го направиле политичарите. Ајде да тргнеме од себе, но ваше изборот. 90 секунди се ваши. Чии ќе бидат следните 90 секунди? Добар ден, добро вечер, кому и среќна нова. Среќна нова година. Среќна нова и вам. Кате, лично момент. Да ти кажем, Кате, сакам од срце да те поздравим, многу си ни убавка, радувам се. Новата година сакам да ни започне со насмевка како вас, нели, да се смееме, да сме весели. Тој лошото се да го оставиме, нели, за нас. 2003-та, посто тројката, мислим дека ќе биде убава. Сите имамо проблеми, Кате, да ти кажем. Ја не знам дали некој има човек што нема проблеми, али дај да ги оставимо тој па да се смеемо, да се веселимо. Еве ја да ти кажем, толку сум имала проблеми у мојот живот, мислим и стечајаци, со 45 години стаж и сам работила на, да речем, на 20 работни места, па се сум издржала, се со субаво, се трчим, се работим. Еве сега у пензија се радуем, да ти кажем, на унуци се радуем, на се радуем, да ти кажем, на ситници, некој нешто ти поклони, нова година честитамо, гушкамо се, оваа корона помина. Убаво е да те видим, Кате, да те гушнемо онака, нели, не преко телевизија, да се слушамо. Бујрум во Телма на гушкање. Знаеш, сите ги гушкам, викам, еве, дајде да си посакамо позитивна енергија, зашто видимо дека стварно животот е толку краток, да ти кажем, имам некои примери од оваа корона, Кате, некои толку мили, да ти кажем, особи ми отидеа, жал ми, толку беа за Македонија, толку беа, како да ти кажем, мислеше дека они ќе останат секој ден треба да ни биде убав. Кате, жива и здрава и се наубава во новата година. Поздрав за сите во Телма, прекрасни сте. Поздрав. Ви благодарам за ојавување, ви благодарам и за песната. Ете така, некако јас ја замислувам оваа црвена линија. Значи, постновогодишно, ајде да си кажеме некои вакви муабети за тоа какво е нашето лично искуство. Веројатно е многу потешко да зборуваме самите за себе, отколку да зборуваме или да ги критикуваме другите. Ама велат, најлесно е да критикуваш некој друг, а најтешко е да се критикуваш или да се видиш себе си. Иако 2022 година е веќе зад нас, веројатно ќе има и таков некој од нашите гледачи кој што ќе ни кажа каде ја дочека, што имаше на трпеза. Може ќе биде токму следниот. Добар ден или добро вечер, кому? Добро вечер и убава вечер. Вам и на вашата екипа. Благодарам. Вака, прво ви ја честитам вам како личност новата година и ви пожелувам многу здравје, успеси во домашните проблеми да се ги решите, а плюс и на вашата вашата куќа. Вака, прво мир и благостојба да ни даде Господ, да бидеме сложни, да се сплотиме и ќе видиме дали нема да тргне напред, а не ние да кажуваме ова беше, вака беше, онака. Тргне ги тие проблеми, тоа прошло и нема да се врати. А ако почнеме се едно истото да кажуваме негативни енергии, ние ништо не правиме. Вака, со убавост, со насмек, што кажува оваа гледачката пред вас, така од Паланка, вака со песни, со веселба, вака се создава еден добар амбиент и една убава слика да кажеме дека ние можеме се да издржиме и ова со убава насмевка да бидеме, а не да бидеме се наопако да ни биде. Сега да бидеме
сложни, да се згрнеме како брат и сестра, да се ми тука, ја немам деца, ама ти ќе ми бидеш дете. Толку ви благодарам и извини ако сгреши, пријатно. Ви благодарам. Еве, ги враќаме гушките, ги враќаме бакнежите. Знаете како? Не дека сум јас овде жена, ама жените никако го послушаа мојот совет. И ајде да го послушаме сите заедно советот на жените во оваа црвена линија. Никако да си посакаме поубави мисли и никако да заборавиме на политичарите. Оставите ги, баталите ги нив. Ајде да направиме муабет за себе, до каде сме ние, што си посакавме ние, што треба да заборавиме ние од старата година, што ние сгрешивме. Добро вечер, кому? Здраво! Здраво, живо! Среќна нова! Среќна нова и вас и екипата таму, цел тим. Благодарам. Па вака ја во новата, како се тргнала работава, пожелувам тука да сгазе руска чизма. Немојте. Зашто? Немојте. Па како америчка може да гази овдек? Дали гази америчка чизма овдек? Океј, ваш е изборот. Нема да се меши. Значи, јас сум симпатизер кон Русија, русите, и сакам, пожелувам тоа за нова година, руска чизма да сгази, а оваа америчка чизма да ја шутираме од тука што е можно побрзо. Затоа што оваа америчка чизма нас ни направи еден куп клинитли да голтаме, неуместни и одвратни по вкус. Исто така, ве слушнав, кажувате за критика. Како сега, да речеме, што треба сега за Сашо Мијалков да кажеме најпофален збори за судиите што го ослободија од затвор? Треба да речеме, алалва му е дечкото, дај да му донесем уште некоја паричка, да направи уште повеќе богатство, него што до сега направил, и тоа со све тие прислушкувања што ги правил со годините наназад. И сега ние треба да му аплаудираме. Браво, Сашко! Браво суди, браво адвокати, браво. Ајде сега мало објаснување. Значи не мислев на тоа дека никому треба да аплаудираме, а не се однесува на нас самите. Затоа велам, најтешко е да се критикуваме себе си. Ете тоа е тоа што јас посакувам во оваа црвена линија, да ни кажете што е она што вие ќе го промените кај себе. Што е она што сакате вие да го заборавите од старата година, каде ја поминавте, или каде ја дочекавте новата 2023 година. Значи, зборуваме за критиките за самите себе си. Добро вечер, кому, и среќна ви нова 2023. Ало, добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам, ви ја честитам новата година, ви посакувам многу здравје и многу среќа на вас и вашите колеги на Телма телевизија. Благодарам, поздрав и до вас. И пошироко на сите граѓани им честитам. Така. Вака, што се однесува за старата нова година, многу имаме да зборуваме, така да таа беше многу негативна, со многу негативна енергија. И од нас, граѓаните, беше кои се јавуваме во вашите емисии на другите телевизии, така да јас до сите граѓани им посакувам да ја заборавиме. Мислам дека 23-та ќе биде тешка, ама да се избориме ние сами заеднички да ја подобриме ситуацијата. Така. Апел до политичарите, поготово позицијата и опозицијата, да ги закопаат тие ратни секири, да се свртат во парламент, да работаат во министерство, да ја спасат оваа држава од оваа тешка ситуација. Да работаат во интерес на државата, да бидат државотворни, да не бидат во интерес на партиите. Непотизмот, вработувањето било да го заборавиме, да ги отврдиме и да зема да работат. Ако имаат слух, и оваа 23-та, ако е тешка, политичарите може да ја спасат заедничко со нас. А нашите критики што ги даваме треба да бидат тачно упатени до тие што ја прават таа негативна енергија и таа лоша работа во Република Македонија. А ги има доста и од едната страна и од другата. Што се однесува до Сашко Мијалков. Сашко Мијалков
Рековме без имење и презимење, ама ваш избор од ваши се 90 секунди. Знаете, толку е времето во кое што може да зборувате или да ни го кажете својот став на црвена линија. Се надевам дека имам уште некого на линија, додека ве слушам, си посакувам во оваа 2023 година многу помалку да има вакви муабети околу критики и се, но како рече и една од гледачите наши, дека веројатно е најпаметно да заедно се сплотиме и некако на тој начин го најдеме начинот на излегување од оваа криза или оваа неубава 2022 година. Добро вечер кому и среќна нова година. Знаете, би сакала, јас барем би сакала овој пат да зборуваме за убавото. Каде вие дочекавте новата 2023 година, што се имаше на трпезата, што сакате да заборавите од старата година врзано за вас лично. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Да, вие се повелете. Благодарам. Прво среќно, весело, радосно. Оваа година да не биде поуспешна од претходната, а секогаш обично претходната е подобра од наредната, затоа што во наредната не знаеме што не чека. Меѓутоа, јас лично ќе кажам, значи во домашна атмосфера ја поминано годината, малку ни беше непријатно што цела фамилија ни е надвор од државата, ние сами старци дома што се вика како утки останавме, но ете, значи се бориме со проблемите и со немаштија и со све. Меѓутоа, ние имаме премногу кризи, премногу значи, побарувања. Јас лично сакам да се опаметат политичарите, да донесат значи, промени во уставот, да ги впишат и бугарите, не да ги сакам, но затоа што се услов да може да ги отвориме пристапните преговори, со што значи ќе направиме еден компромис, да можеме да влеземе во таа заедница. Али на крај ќе посакам посебно од политичарите да бидат паметни, да бидат достојни на оно што сме им го довериле, да бидат значи стваратели на убавото, значи да во текот на оваа година чебрени галиште да ги донесат тие значи потребни услови, да се почне со изградба, да не бидеме значи увозници, да бидеме извозници на струја. Се зависи од нив. Ние им дадовме што се вика право, а тие не злоупотребија нас. Убави посакувања се овие и желби, особено во последното. Наместо ние да увезуваме струја, ние да извезуваме струја. Каква паметна одлука би било тоа, ако некој не слуша од политичарите, може би и може да ја примени со убави политики. Се надевам дека веќе имаме некого на 30 70 005 и ќе ни каже, како и претходниот гледач, каде тој ја пречека новата 2023 година. Иако овој претходниот гледач спомена дека нели тој и неговата супруга чинам, ако добро разбрав, нели без децата кои што се никаде не избили од свет, вели како утки ја пречекавме новата година, но еве со надеж дека ќе се случат промените и дека можеби децата ќе се вратат назад, па сите заедно ќе ја пречекаме 2024 година. Убаво е кога си посакуваме убави нешта. Добро вечер кому, нека ви е среќна новата 2023. Добро вечер. Среќна нова и берикетна година да ни биде на сите. Така е. Јас што да заборам, да ви кажам право, све би заборавила. Да можам да заборавам, така да сите знаеме како ни беше и што ни беше. Меѓутоа нова година секоја вечер ја чекам затоа што силом прилика мораме после 10 часот сите обврски да ги работиме. Така да мене секоја вечер ми е нова година, меѓутоа добро сепак ете така домашна атмосфера, малку релаксирано. Направивте сарми, имаше руска? Значи, јас постам, живеам со вегетаријанци, така да превише имаше, пошто некој ќе рече што ќе јадеш деме како е путно или вона, така да имаше се и се што од салати, од сарми, руски, не знам, вона, све има сега овакво, некој тие грицки, ницки, фастати, мртати, што ти знам, све и свашта имаше, меѓутоа главно и шампањот имаше. И шампањ. Така да убаво беше поминато, така нека ни е убаво сега се, меѓутоа ја би им порачала на
политичарите малку да се симнат на земја и да прошетаат по маркети, по све да видат како живее народот, доста све со коли, пошто имаат шофери, имаат гориво, се имаат муфте, може да ги провозат малку, да ги симнат, да влезат како да видат живее обичниот народ и да превземат нешто малку и со струјава направи катастрофа. Нема покачување, има луѓето пензионерите со мали пензии не знаат кој крај да го фатат. Ви благодарам за јавувањето и супер. Жените продолжуваат да ме воодушевуваат. Имаше и по некој маж, односно граѓанин, односно гледач кој што ни ги сподели своите искуства и ни кажа како изгледало дочекот на новата 2023 година во нивното семејство. Се надевам дека така ќе продолжиме во тој дух. Значи, нека вие срекна кој да ни се јавува новата 2023 година. Има ли нешто за што жалите можеби, нешто што треба да го промените кај себе и да се искритикувате сами од себе си? Кој ни се јавува? Добро вечер. Добро вечер, Катја. Добро вечер. Голем поздрав. Поздрав. Среќна нова година, многу здравје, љубов, берикет и мир, би рекол. Поздрав до сите вработени од Телма, а посебно до вас можам да ви кажам дека сте ми омилен лик. И со радост секоја Сабајлеве очекувам да се јавите од било кое место од Скопје. Благодарам. Да. Повеќе нема да коментирам за да не би ја расипал емисијата. Се најубаво, ќе се чуеме во друга прилика. Поздрав и до вас. Ви благодарам за посакувањата и за желбите и за честитките. И ве враќаме честитки. Нека ни е срекна новата 2023 година и што помалку критики во неа. Или, како реков, ајде да тргнеме од себе и да почнеме со критиките за себе самите. Ако веќе имаме некого на линија, тогаш да го вклучиме. Ако треба јас... Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Срекна нова. Среќна нова на сите. Во врска со темава би рекол дека ние со политичарите стануваме, со политичарите легнуваме. Им го земаа местото и на образованието, и на културата, и на уметноста, на сите други струки. Мислам дека треба да преовладаат и другите струки, затоа што се преобседнавме со политиката и политичарите. Не знам колку граѓаните ќе се сложат, меѓутоа ние веќе се политизиравме сите од старо до младо. Така. Не знам, мислам дека треба другите уметности да дојдат на сцена, вие повеќе како медиуми да ги прикажувате. Многу малку се врнува внимание затоа што Сабајлечки почнуваат, вестите почнуваат со нив, сите други емисии што се прават, дебатни, вакви и онакви, се врти околу политичарите. Не знам, мислам дека треба малку да остават на другите струки, другите делови од живење, културни. Па не би имал повеќе да кажам, мислам дека доволно кажав. Така. Во право сте, се согласувам. Па, мислам не е во ред. Да. Значи 24 сати сме со политичарите и обседнати. Има работи кои во политиката не се за јавност, ги кажуваме слабите точки, многу ме... Така. Се обседнавме со нив, мислиме дека треба да направат нешто подобро од она што го прават. Цело време се пласира тоа, политика па политика, се едно исто. Ако не сме за едните, тогаш сме против другите, ако не сме за другите, тогаш сме против оние првите и така натаму и така до бескрај. Забораваме на себе самите, еве затоа токму оваа црвена линија сакав да искористам за критика и во позитивна насока секако на нас самите. Што вие направивте во старата година, што би сакале да заборавите, што сакате да искусите во новата 2023 година? Ако веќе имаме некого на линија, тогаш добро вечер, секако срекна нова 2023 година со желби што помалку политика, а што повеќе живот во неа. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. На помош денешна сета маченица Јулијана, оние кои се викаат Јулијана, нека им се вечни минјата. Така. Имаме убава седмица пред нас со Свети Наум го славиме четврток на 5, Бандник на 6, па Божик, преубави господови празници, само дај Боже да сме што поблиску до Бога, а штом сме поблиску до Бога, по начин на живење и однесување,
тогаш рај ќе биде земјата. Тогаш ќе имаме од таков народ кој е поблиску до Бога, ќе имаме почесни и лекари, и политичари, и професори, и се што. Но штом сме подалеку од Бога, без човечност, без родолюбие кон мајка Македонија, без патриотизам кон нашиот народ тука што живее македонски, без да браниме наше македонско, тогаш ќе ни биде од лоша по лоша секоја година. Ако посееме љубов кон Македонија, ќе жнеме исто љубов, убави плодови. Но ако посееме предавничко антимакедонско однесување, тогаш или богохулие, тогаш очекувајте лоши плодови. Се зависи од нас. Ако купуваме македонски производи, создаваме можности за поголеми вработувања и поголеми плати во Македонија. Попон здравствен фонд, поголем буџет и тие пари повратно вложени во Македонија. Со предавничка влада се ќе ни биде полоши. Ви благодарам за јавувањето. Да, се сеќавам во едни други времења кога купувате македонски производи беше нешто што го слушавме секојдневно. Еве можеби е тоа еден убав апел од нашиот претходен гледач дека можеби во новата 2023 година треба да се осврнеме кон себе самите, па на тој начин да му помогнеме на нашето стопанство и економија. Купувајте македонски производи доколку тие се наоѓаат на рафтовите. Не ги бирете оние кои што доаѓаат од увоз. Добро вечер кому, нека ни е срекна новата 2023 година и ако може да ни кажете како беше во вашиот дом, каде вие ја прославивте. Добро вечер. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Среќна нова да ви е на сите. Среќна нова и вам. Имаше едно прашање за овие... За кој? Како се вика тоа? Јас сум стар човек, овие што се владават, сите тие. Добро. Ја би им препорачал тие пари што ги украдува све, да ги вратат, онакво и Македонија ќе живее како Швајцарија, подобро и од Швајцарија. Пријатно и све најубаво. Добро. Хајде, ако не слуша, тогаш назад парите, така некако рековте, ако добро ве разбрав. Да, 3070 005 е телефонскиот број, црвена линија ве очекува. Знам дека секогаш политиката е онаа која што не може да се избегне, ама моето прашање е сепак следното. Каде вие ја дочекавте новата 2023 година? Нека е срекна, нека ви е срекна кој да се јавува и можеби што би заборавиле од старата, но за вас лично. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ја може да ти се обратам со песна? Може. Ева прво за честита година. Ајде. Сречна да ви е новата година, радост и среќа да ви донесе. Радост и среќа на вас и цела ваша фамилија. Па, супер! Сега песма за Македонија. Ви благодарам. Мајко моја Македонијо, моја мила татковино, нигде на светот нема помила од мојта мајка Македонија, мојата мила татковина, та не е северна, туку моја мила мајка Македонија. Па супер. Ви благодарам за ова исподелено искуство и некако вака јас мислам дека можеме да се бориме против се она што ни се случува, ни се допаѓа. Со песна, с братимени или со подадена рака. Добро вечер кому, нека ни е срекна новата 2023 година. Каде вие ја дочекавте? Што имаше на трпеза, што сакате да заборавите, ама за себе самите од старата? Како да станеме подобри луѓе? Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер.
Убави празници. Убави празници вам. Само да ве замолам за во интерес на сите заедно, заради тоа што ја слушам фонијата, намалите го телевизорот и слушајте во слушалка. Јас го намалив телевизорот, среќна нова година, убави празници, среќа и радост на целиот македонски народ. Поздрав до партијата ВМРО ДПМН со начело со нашиот председател Мицковски и само напред Македон. Аха. Рековме без имиња и презимиња, но ваше изборот за да ве прекинат доколку користите имиња и презимиња на луѓе, дали е тоа во позитивна или во негативна конотација. 30 70 005 е отворениот број секако за сите оние гледачи на телевизија Телма, луѓе кои што сакаат да го кажат својот став и мислење. Овој пат имаме една тема која што е нели во првиот ден од новата година, значи што очекувате во новата и што сакате да заборавите од старата, или можеби како додавка каде вие прославивте новата 2023 година. Добро вечер кому и среќна ви нова 2023. Добро вечер. Ало? Добро вечер, ве слушаме. Добро вечер. Повелете. Среќна ви нова година и вам. Благодарам. Ме радува што најпозитивната личност... Ало? Да, ве слушам. Ме радува што најпозитивната личност во телевизија Телма ја одбрале за неколку дена да ја замени Тина, која што беше водител, така да речам, на црвената линија. И не само од Телма најпозитивната личност е вие, туку целата екипа, особено утринската програма, е за поздравување. Секој ден ми го раззабавувате утрото. Јас сум среќна кога ве слушам, ги сакам сите емисии на Телма, и политички, и забавни, од сите видови. А што сакам да заборавам во старата година? Да не се повторуваат зборовите нови избори, туку да и се даде шанса на владава, што сега не води, да продолжи да работи со исто темпо и посилно темпо за да одиме напред. Со нови избори не се оди напред. Може би некој ќе рече политичка тема. Не. Тоа е размислување на многу луѓе. Во една ситуација со многу кризи. Кога сите сакаме среќна да ни е оваа година. Успешна, поздрава. Да се прилагодиме на состојбата, да работиме за доброто на сите граѓани на оваа држава. Да нема патриоти и предавници. Сите да бидеме граѓани што ја сакат и работат за доброто на оваа држава. Ви благодарам за убавите посакувања и желби, ви благодарам и за убавите зборови. Телма телевизија останува на страната на сите оние кои што се тука да ни кажат каде грешиме, што треба да промениме. Јас ве прашувам што вие сакате да промените кај себе. Каде ја пречекавте новата 2023 година, што имаше на трпезата и можеби добивте ли подарок за новата година? Добро вечер кому и среќна нова. Добро вечер, среќна нова, за многу години, здравие, здравие, здравие. Благодарам. Друго ништо не посакувам. Пари ум, кој што реков преска, никогаш доста. Да, точно така. Јас нова година пречекав во Мелбурн и си дојдов овде пак. Да. И слушам овде нашиве луѓе, македонците, овие златни прекрасни луѓе, си ги извале очите, овај чини, овај не чини. Остајте ги луѓето златно, нека работат. Нека работат, крајот го врши делото, завршницата го краси делото, да речеме. Овде слушам, еве, тука сум, да речем, 2 дена, слушам еден од Прилеп, јас го познавам лично, не сакам да го критикувам, само Бога, 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 Бога и попот. Попот и Бога не даваат ништо златно. Во докторот верува, верува во природата, верува во оние што ни ја будат државата,
веројатно има паметни луѓе таму со факултети, магистри и се што, дека веројатно и за децата негови водат рачун да му живеат убаво, да не ни пегаат внучината мој шведска, данска, финска, јас на стари години Австралија и така натака и така натака. Само ние не ја знаеме таблицата со 7, само тропаме, дрдориме, како од Прилеп па ќе го спомнам, тоа го мрзи да работи, златно извини вака што велам. И само во попоите во црквите, ако оди в црква и попот, тие што ги мрзи да работат. Добро, сега не би се согласила со вас до крај, ама не сум тука да коментирам. Мислам дека секој треба да си ја најде својата верба. Некој во Бога, некој во политичари, некој во себе самиот. Среќна нова на следниот кој што ни се јавува. Следните 90 секунди се ваши и нели со посакување да ни кажете да допреме и до вас, каде вие ја пречекавте новата 2023 година и дали и што треба да направите за да станете подобар човек? Благодарам прво за честитките. Ало, се слушаме? Да, ве слушаме одлично. Благодарам за честитките и посакувам на вас исто така и на Тина многу здравје и среќа во новата година. Посакувам истото и на сите оние кои се грижат да реализираат оваа програма, камерманди, светло, тон, овие девојки што се јавуваат, на кои се јавуваме. Значи, посакувам се најдобро. Што очекувам од новата година? Очекувам да продолжат оние мерки кои делумно ја облажија економската криза, енергетската криза, и тоа би сакал и да го заборавам во старата, што беше во старата година. Очекувам дека понатаму ќе биде подобро. Мораме да бидеме оптимисти. Песимизмот води во друга насока. Она што го помисли човек во својот разум, дека сака да се оствари добро, и за другите и за себе обично се остварува. Повеќе или помалку. Како ја пречекав? Па во кругот на своите најблиски, убаво беше, посакувам така да биде и идната година. Благодарам што ме сослушате. Поздрав, се најдобро. Поздрав. Ете така, благодарам што моите посакувања се остваруваат. Уште некоја минута имаме до крајот на оваа црвена линија. Им благодарам за сите оние кои што малку помалку зборуваа за политика, а многу повеќе за себе самите. Добро вечер кому и нека ни е среќна новата, или нека ви е среќна новата 2023 година. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Ви благодарим за вашите честитки. Со иста мера ви возвраќаме и на вас и на целиот македонски народ. Му ја честитаме новата година. Да има многу повеќе успеси, многу повеќе слога, разбирање меѓу народот, единство, да не се делиме на ваши и наши, него да бидеме сплотени и така заеднички да ги поднесеме и кризите, меѓутоа и благодетите што ни следуваат во иднина. Ве слушам, да? Така. Друго, посакам да помине мирна идната нова година, да нема ковид, да не се поврати, да нема болести по луѓето, да има напредок во економијата. Гледаме дека нашите политичари се трудат на секој начин за да ни го разубават и да ни го олеснат животот. Меѓутоа, ситуацијата е таква, светска криза е и не може повеќе да се направи отколку што се направи. Слушаме од опозицијата нивниот председател, господинот Мицковски, секојдневно му се раснаа зборовите предвремени избори. Рековме без споменување на имења и презимења, во каква и да е насока, сега е време за реклами.
Да, и до крајот на оваа црвена линија имаме време само да ви кажеме кои се резултатите од анкетата. Значи, ве прашавме, добивте ли подарок за нова година? Одговорија со да 59%, а со не 41%. А ако треба да зборуваме за тоа дека оваа анкета покажува дека веќе во 2024 година веројатно сите ние треба да си посакаме и по некој подарок во новата 2024. Тогаш Чега настрана ви благодарам што бевте заедно со првото издание на Црвена линија за оваа 2023 година. Секако се гледаме и утре во истиот термин. Останете на Телма.